Денеска разговараме со Александар Стојковски, кандидат за градоначалник на општина Ѓурче Петров од редовите на ВМРО-ДПМН. Добар ден, господин Стојковски. Вака вие се нафативте да бидете кандидат. Вие доаѓате од една општина која што важи за една од, може слободно да кажеме, најмладите, со најмлади жители, млади брачни парови, луѓе кои што имаат многу потреби, меѓутоа општината не успева да ги удоволи тие нивни потреби. Еве конкретно да започнеме со образовниот процес. Во општина Ѓурче Петров, како што напоменав, има многу млади брачни парови со мали дечиња. Какви се условите во градинките и во училиштата во моментов? И што е тоа вие што ќе го понудите? Така, на место е констатацијата дека во општина Ѓурче Петров се зголемува популацијата на млади брачни парови, на повеќе деца, бидејќи имаме една експанзија на градежната офанзива. Самото тоа по себе повлекува и нови жители. Со самото тоа се зголемуваат и потребите на постоечките и на овие нови жители. Во моментот, еве ќе почнам од состојбата во градинките во Ѓурче Петров. Во моментов имаме преку 350 дечиња кои што се на листите за чекање, бидејќи постоечките капацитети не ги задоволуваат реалните потреби на населението од таа возрастна група. Во мојата програма јас предвидувам изградба на уште најмалку 2 нови градинки, и тоа една во руралниот дел и една во урбаниот дел во урбаната заедница Ѓурче Петров, и секоја опција каде што имаме како можност да разгледаме надградба или проширување на постоечките капацитети, ние тоа ќе го искористиме, бидејќи многу е полесно да добиеме дозволата во однос на актуелните капацитети кои што ги имаме, така да ќе се обидеме да направиме проширување на постоечките и да изградиме нови. Што се однесува на градинките, дополнително имаме на идеја и сакам таа да ја спроведам, да листите за запишување на децата во градинка станат јавни и да биде целиот процес многу потранспарентен од она што е во моментот, бидејќи не само што имаме голем дел на дечиња кои што чекаат за запис во градинките, него информациите од терен говорат дека има и бројни неправилности при самиот упис, односно не се почитува редот на чекање, не се почитува она што би требало да биде правилен редослед, а ние не смееме кај таа возрастна категорија апсолутно да дозволиме да едни дечиња бидат во подредена, други во надредена состојба само затоа што нивните родители би нашле евентуално подобра врска за запис во градинка. Така да во тој дел планирам да зголемам транспарентноста на самиот процес, нормално со заштита на личните податоци, бидејќи тоа ќе биде јавно достапно. Тоа е во еден дел, и да ги прошириме и да ги надградиме капацитетите за децата во градинките. Во однос на основните училишта кои што се под наша ингеренција, во тој дел планираме повеќе работи. Еден дел е инфраструктурно, она што го имаме како постоечки капацитет, кој што во обем ги задоволува можеби потребите на населението во моментот, во однос на број на училишта. Имаме потреба од проширување на основното училиште во селото Никиштани, додека кај другите училишта во голем дел треба да се интервенира во енергетската ефикасност. Зборам во племенување на постоечките фасадни решенија, во промена на кровори, бидејќи дел од училиштата имаат се уште, за жал, азбестни кровови. Значи тоа подитно ќе мора да го санираме, и дополнително доколку постои опција, би сакал и на дел од училиштата каде што постојат адекватни услови за тоа да поставиме и фотоволтаични системи, со што би се направило голема заштеда во енергијата и самите училишта би биле многу поефикасни. Во делот на инфраструктура во самите училишта, лично сметам дека е многу потребно да се инвестира во санитарните јазли. Оному каде што нема реконструкција или каде што не е адекватна, треба да увидиме состојбата и да извршиме повторна реконструкција. Дополнително, ние во 21 век не може да дозволиме училиштата да бидат зависни од тоа што родителите ќе го соберат како средства за хигиена или пак материјал за работа. Тоа е во еден друг сегмент, а во образовниот процес ќе инсистираме на воведување на програми, секако во соработка со меѓународни организации кои што ни стојат и се расположени да се вклучат во располагање и се расположени да се вклучат во делот на неформалното образование, каде што ќе ставиме голем акцент со цел да нашите ученици да ги оспособиме да добијат многу поголеми вештини кои што навистина ќе им бидат потребни во животот, и тоа започнувајќи уште од најмалата возраст.
Тоа би значило пред се вовед на програми кои што ќе бидат во насока на изучување на предприемништвото, во насока на изучување на финансиската писменост и во насока на извршување на изучување на вештини од IT секторот кои што гледаме дека се попотребни на пазарот. Кога децата ќе се сретнат со овие проблеми и со овие вештини што од најмала возраст, ќе можат многу поадекватно да си го искористат своето време и ќе можат многу поправилно да се насочат и да се спремни да се борат со предизвиците на новото време. Генерално тоа би било вака една поопшта слика, може да, ако сакате во детал да навлеземе повеќе. Вака и околу зелените површини во вашата општина, во моментов се наоѓаме во паркот, кој што е, можам слободно да кажам дека е далеку од парк, нема ни зелена површина. Еве конкретно и вие како жители на општина Ѓорче Петров, за да излезете, за да прошетате на кејот, треба да поминете пар километри во друга населба, па да се... Имате ли конкретно проект за шеталиште на кејот на реката Вардар? Па за жал на место ви е констатацијата и ова е секојдневна слика, не само во овој дел од централниот парк на Ѓорче Петров, каде што не треба некој да каже се гледа дека е целосно запоставен. Ние имаме сериозен пристап кон делот на животна средина, тоа ќе биде опфатено и во програмата, како ревитализација на веќе постоечките паркови површини, бидејќи овдека гледате и самите, нема ни систем за наводнување, нередовно се одржува и нормално е дека ќе добиеме оваа слика која што имаме во моментов. Паркот не беше отсекогаш во ваква состојба, но за жал ова е фактичка состојба која што имаме во моментов. На Ѓорче Петров не само овој парк му се потребни нови зелени површини, распределени по малата, и мојата интенција ќе биде да секој едно мало добие посебно катче, да добие посебна содржина, не само како паркови зеленило и дрва, него тој простор да биде оплеменет и ќе може да служи за собиралиште, простор за рекреација на граѓаните од сите возрастни категории. Ѓорче Петров живее малски. И тој дух не треба ние да го напуштиме. Меѓутоа потребни се на луѓето сега содржини од малце поинаков карактер. Од една страна да ги отрнеме децата од ново дигитално време, да поминуваат повеќе престој, да има каде да го поминуваат тој престој на отворени, со што да се занимаваат и да се рекреираат. Од друга страна пак да понудиме и на повозрастните. Имаме категории на граѓани како пензионерите кои што имаат повеќе слободно време. Тие треба да си го поминат своето време заедно со внуците. Значи треба да искомбинираме содржини кои што ќе бидат адекватни на различната возраст. На место овие констатацијата, јас лично трчам и секој ден морам да поминам 2,5 км до кејот на реката Вардар. Од мостот Обединети нации, тоа е во сосема друга општина Карпош, тој дел од кејот е уреден. За жал, делот на кејот во Ѓорче Петров не е ни пробиен. Така во соработка со град Скопје и силната градоначалничка, ќе инсистирам тој дел да се реши конечно и целосно да се урбанизира делот на потегот од мостот од железничкиот мост, така ни е познат на нас во Хром, до мостот во Сарај. Целосно оплеменување на делот на кејот, а во нашата програма ќе влезе и изградба на спортско-рекреативниот центар Хром, зашто имаме идеални услови. Во близина на истот постои веќе фудбалско игралиште по стандардите на УЕВА. Ќе инсистираме со нашите партнери да возможиме средства за изградба на уште едно такво и на дополнителни содржини за рекреација. За жал, ние во Ѓорче Петров немаме некое свртувалиште, во моментов зборам, и тоа е така во континуитет. Мојата интенција ќе биде тие работи да се променат. Да луѓето во Ѓорче Петров да имаат квалитетни опции како да си го поминат слободното време на територија на нашата општина, да не мора да патуваат на други места. Тоа е во делот за урбаните средини. Ние го имаме Кучково и планината Жерен како голем потенцијал за развој на екотуризмот, како голем потенцијал за адреналинските спортови, за она што се вика генерално аутдор активности. Планираме ревитализација на местноста викана Крст во село Кучково, која што ќе биде оплеменета со бројни содржини од урбан карактер и ќе овозможи попријатен престој за граѓаните во тој дел. Ние ако успееме да го регулираме, да го уредиме кејот на реката Вардар, кејот на реката Лепенец, што не треба да го заборавиме, бидејќи во моментов е на страшна депонија. И ова што го говорам за малските собиралишта, марските паркови и
спортско-рекреативниот центар што би требало да биде лоциран кај крстот во Кучково, ние ќе постигнеме многу позитивен ефект и верувам дека и други граѓани од други делови на градот Скопје тогаш ќе доаѓаат во Ѓорче Петров и да се рекреираат. Сакам јас да бидем општина пример за другите општини. Еве, како би се вратил во општината, оној малски живот? Јас конкретно не доаѓам од вашата општина, меѓутоа вашата општина последниве неколку години е препознатлива по протести. Протести против изградба на нови згради и протести против дивењето на улиците. Секојдневно гледаме десетици видеа кои што доаѓаат од вашата општина, од општина Ѓорче Петров. Депонии, да, меѓутоа она што е најкарактеристично се оние улични трки каде што има многу сообраќајки, многу човечки животи се загубени. Кога ќе престанеме да ги гледаме тие слики и видеа? Има ли план како еве во конкретно во соработка со централната власт да се изнајде некакво решение? Решение за секој проблем постои. Треба да се работи во континуитет и да се посвети внимание на проблемите. Добро го детектиравте проблемот, бидејќи ние сме општина која што е на влезот во градот Скопје. Имаме зголемена фреквенција на сообраќај не само од луѓе кои што доаѓаат во општината или поминуваат во другите општини на градот, него имаме голем број на сообраќај кои што доаѓа од другите градови, кои што на дневна основа или пак на неделна транзитираат низ општината Ѓорче Петров. Проблемот со сообраќајниот хаос може да се реши на улиците кои што се во во надлежност на општина Ѓорче Петров со поставување на повеќе успорувачи на брзината. Некаде во дел имаме, меѓутоа очигледно не ги задоволуваат потребите и потребно да се постават бариери од поинаков карактер. Бидејќи улицата Ѓорче Петров, која што рачунаме како главна, една, меѓутоа имаме и друга клучна артерија паралелна на истата, тоа е улицата Борис Арафов или постаро 4 јули, така ја препознаваат граѓаните повеќе, која што на вистина е апсолутно небезбедна. Тоа може да се реши со поставување на повеќе, да се зголеми бројот на полициски патроли, да се зголеми опсегот на делување на истите. Јас паметам еве лично еден пример во минатото во Кичево, кога влегувавме сите возеа адекватно на брзината, додека имаше редовни полициски патроли. За жал и можам да констатирам дека и во тој дел малце се потврли, бидејќи не ги гледаме толку често полициските контроли да мерат брзина на патот и едноставно граѓаните се оставени сами на себе. Во еден дел е тоа, во друг дел потребно е изнаоѓање на нови сообраќајни решенија, кои што ќе го поврзат руралниот дел на Ѓорче Петров со градот Скопје, бидејќи во моментот имаме ние само една клучна артерија, тоа е улицата Лука Геров и надвозникот во населбата Даме Груев, кој што ги спојува овие два дела. Иако во Ѓорче Петров ние реално не може да зборуваме за рурален дел, бидејќи тоа се веќе добро изградени и издиференцирани населени места со целата потребна инфраструктура за нормално живење. Во тој дел ќе работиме заедно со градот Скопје и имаме веќе неколку предлог решенија кои што можеби не се нови, се присутни низ годините наназад, меѓутоа никој до сега за жал не се зафати да ги решава. Со решавањето на комуникацијските врски во овие два дела на Ѓорче Петров, ние ќе овозможиме развој од таа страна на мостот ние како што велиме, каде што има и доволно простор и доволно услови за да се случува развојот и ќе го намалиме и урбанистичкиот хаос кој што се случува од оваа страна на Ѓорче Петров, поточно тој е најизразен во населбата Хром. Сите гледаат некако да се со место за живење поблиску до градот, а населбата Хром е најблиску да речам до центарот на градот во Ѓорче Петров. Таа е урбана населба, меѓутоа за жал повеќе не може да го истржи напливот на инвеститори. Затоа што инфраструктурата не го прати актуелниот развој. Јас во тој дел се информирав многу и со професионалци, инженери од областа и на сообраќајот и на делот кој што се однесува на водовод и канализација. И единствено таму крајно решение би било изведба на целосно нова канализацијска и водоводна мрежа. Тоа е исклучително скап проект и ќе треба да се реализира во соработка со градот Скопје. Еве, разговараме веќе подолг период. Интересно, не напоменавте ниту еднаш реконструкција на улици. Ќе заврши ли, ќе дое ли она време веќе конечно да заврши, да биде ветување проект, клучен проект да ти биде реконструкција на улица? Па јас искрено сакам со тоа да расчистиме и ние ќе промовираме таков проект Ѓорче Петров без скал,
во кој што планираме да ги опфатиме сите неасфалтирани улици во руралниот дел и реконструкција на некои што се дотрајани, реално дотрајани улици во урбаниот дел. За мене не би требало да биде тоа дневна тема на разговор, што ќе се случува со улиците. Меѓутоа, за жал, секогаш се нафрла тоа како тема, посебно во предизборниот период, гледаме масовна градежна експанзија, доаѓа до реакции од населеното, од местното население каде што се извршуваат тие зафати. Сите се сомневаат дека не е тоа направено како што треба, дека нема да трае долго. Јас не би сакал да имаме ситуација во која што граѓаните на Ѓорче Петров би требало 2 пати или 3 пати да плаќаат истата работа, бидејќи тоа се нивни пари. И така треба да ги перцепираат работите. Ние, општината Ѓорче Петров, работи со пари кои што се како приход добиени од страна на граѓаните и тоа се нивни средства. Кога би имале едно такво ниво на свест, мислам дека и тие поинаку би реагирале на сите тие предизборни активности. Треба да се свати дека тоа е обврска и основна дејност на општината, да ги решава комуналните проблеми. Било во делот на хигиената, било во развој на инфраструктура, подземна или надземна. И тоа сакам во мојот мандат да го затвориме како прашање, за да нема простор за манипулација спрема локалното население. Бидејќи јас кампањскиот пристап кон работите лично го сметам за нечесен. Еве, вие сте доктор, кажете ми, кои се здравствените капацитети кои што ги поседува општината Ѓорче Петров? Дали така? Еве, конкретно е решение изградба на модуларна болница, која што вчера видовме да многу немил настан кој што се случи. Меѓутоа, корона кризата донесе некои нови, едноставно потребно е некој друг начин, некое друго визионерство помеѓу политичарите, особено помеѓу општинските власти, затоа што тие се првите кои што се во контакт со граѓаните, потоа доаѓа централната власт. Така. Што е тоа што може да се подобри на тоа поле? За жал, како општина, ние немаме директна надлежност во она што се вели јавни здравствени установи. Сите инвестиции кои што доаѓаат во здравствениот сектор на ниво на општина одат преку Министерството за здравство. Точно е ова што го рековте. Јас навистина жалам за тоа што се случи во Тетовската болница и упатувам сочувство до семејствата на несрекно загинатите. Ќе се утврди страгата поради која причина дошла, меѓутоа тоа створи вознемиреност кај граѓаните во Ѓорче Петров. Јас со Абеле добивам многу пораки, дали е тоа истиот тип на модуларни објекти како што беше во Тетовската болница, односно оние кои што сакаат да ги наместат во населбата Дексион. Тоа не е трајно решение, да се разбереме, бидејќи на локацијата каде што се поставуваат тие модуларни објекти, постои во деталниот урбанистички план, постои локација за изградба на објект од здравствен карактер, кој што би требало да даде поинаква димензија на самиот тој простор и да биде една функционална целина со болницата која што од спротива на улицата, односно со геронтолошкиот завод 13 ноември во Скопје. И ако размислуваме системски, ние така треба да ги гледаме работите, а не да биде куп и ден помине, него да ги гледаме како ќе се развива перспективно. Ние имаме поликлиника во Ѓорче Петров, која што реално ги задоволува потребите, но самиот објект треба да претрпи доста инвестициски зафати, бидејќи е многу запоставен од времето, како што го паметиме ние како деца кога сме одели на вакцини. Сега кога ќе поминеме после толку години, гледате дека практично таму не е ништо инвестирано или е тоа нешто многу малку. Во делот на здравството, она што ние како општина може да го понудиме е да го промовираме јавното здравје, односно да промовираме проекти од аспект на јавното здравје, како да подобриме општата здравствена состојба на населението, да воведеме програми кои што ќе овозможнат рекреација, спортување на специфични групи на население. Тука пред себе ги извоел повозрастната група, да речам пензионерите, за нив може да се направат многу убави проекти во кои што во еден момент ќе се социализираат и ќе бидат и физички активни. Таа популација на луѓе кај нас не е многу активна, додека на запад не е баш таква. Јас сум имал прилика да посетувам повеќе држави и да видам како активно луѓе преку 70 години активно рекреираат. И јас сакам тој концепт на активност да го спроведеме и тука. Тоа е возможно,
Во еден дел во делот на активности би ги посочил и превентивните програми, кои што ние како општина би можеле во соработка со одредена невладина организација да ги спроведеме, во делот на рано откривање на деформитети кај училишните деца, може да делуваме тука, може да делуваме преку превентивни програми во делот на исхраната, може да вклучиме постручни лица кои што ќе одредуваат исхраната на децата во градинките и во училиштата. Имаме простор за работа, не ни е затворен тој, меѓутоа ви кажувам кој е генерално опсегот каде што ние со нашата надлежност би можеле да интервенираме. Господин Стојковски, еве за крај уште едно прашање. Далеку од тоа дека е најмалце важно, можеби е најважното прашање, кој е економскиот потенцијал на вашата општина? Додека гледаме дека други општини денонокно, макотрпно се борат да донесат нови инвестиции, како би имале и самите општини поголеми буџети да овозможат подобар живот за сите граѓани, општината Ѓурче Петров стагнира. За жал, не стагнира, може би се уназадува во тој дел, бидејќи имаме информација за одредени инвеститори кои што ги променуваат локациите од општина Ѓурче Петров во други општини. Тоа е едниот момент. Ако сакаме ние да постигнеме одржлив економски развој, значи нешто што е одржливо, не може ние да се подпираме само на градежната индустрија. Тоа би значило градење згради до недоглед. И тоа не е во интерес на сите. Така не се јакне општината. Општината се јакне со привлекување на инвеститори. Во тој дел ние имавме една планирана индустријска зона која што за жал не зажива, таа е проектирана повеќе од 10 години наназад. Купени се плацовите, меѓутоа нема изградено никакви објекти и нема изградено никаква инфраструктура. Имаме ние простори за други индустријски зони, да речам во близина на реката Лепенец, каде што се предвидени, меѓутоа не се спланирани. Ќе ми биде потребно да согледам состојбата првен со актуелната, да видам зошто не е реализирано ниедна од инвестициите, со кои проблеми се соочиле потенцијалните инвеститори и понатаму ќе понудиме решение. Имаме можност преку финансиски механизми, преку Светската банка, да овозможиме проекти, но тие проекти треба да бидат со изградена инфраструктура. За тоа ќе ни треба дополнително нас финансирање. Ако сакаме да привлечеме инвеститори, ние не може на инвеститорите да им понудиме гола земјана површина, да се разбере. Тогаш тие ќе си го платат и поскапо земјиштето, повторно општината ќе има добит, меѓутоа ние мораме да инвестираме во развојот на инфраструктурата. Од аспект на водовод, канализација, струја, патишта во самите зони, само така реално ќе привлечеме инвеститори. И во тој случај да ги ослободиме во делот комуналите во зависност од динамиката на градба, на крајот од денот општината повторно ќе биде во добивка. Еве јас ќе го истакнам позитивен пример со општината Илинде на пример. Тие беа во постојан инвестициски циклус, имаат преку 700-800 копании, мислам дека во моментов кои што функционираат таму и сега мислам дека негде беше 0 денари долгот до моментов. Значи успеа да ги финансираат сите проекти, успеа да ги вратат парите, успеа да достигнат стапка на невработеност од негде 2-3% на ниво на општината и сметам дека Ѓурче Петров има многу поголем потенцијал да се развива во тој дел. И имаме обиколницата тука во близина и штета е да не се искористи тоа. Ви благодарам, господин Стојковски, за одвоеното време. Благодарам.